Почитуван господине Груевски, на 23 февруари 2015 година, значи пред повеќе од 10 месеци, започнаа подготвителни градежни активности во местноста Горица кај Охрид, каде што според најавите од власта требаше да се изгради хотел од брендот Small Luxury Hotels. Изградбата на хотелот на најатрактивната локација во Охрид, на површина од околу 7000 метри квадратни, помпезно беше најавено од страна на медиумите, власта, како централната, така и локалната. 100 соби, 200 легла, нови стандарди, висока категорија, нова ера на туристичките инвестиции, десеттици вработувања, развој на градот и така натаму. Инвестиција од над 12 милиони евра. Се подигнаа огради, се поставија тараби, со кои што се огради просторот од вкупно 15.878 метри квадратни, се поставија неколку багери и тоа беше се. Единствените активности се случија 2 месеци подоцна во втората половина на април, кога беше направен масакар на боровата шума во ограденото земјиште, односно кога беа безмилосно исечени голем број дрвја од боровата шума. Предпоставка беше дека се прави простор за новата инвестиција, но од новата инвестиција ни трага ни глас. Денеска, повеќе од 10 месеци подоцна, најатрактивниот простор во Охрид изгледа голо, опустошено и напуштено, тарабите паѓаат, нема никакви градежни активности. Да подсетам, се работи за дел од ридот на местноста Горица, каде што се наоѓаат хотелот Инекс Горица, председателската вила Билјана, или попозната како Тито Вилана, двете репрезентативни владини вили, а од другата страна наспроти се наоѓа стариот хотел Славија, кој сега во народот е познат како хотелот од брата Рој, односно хотелот Индиската Сахара Груп, кој веднаш по продажбата беше затворен и не работи веќе трета, сега 4-та сезона. Такви сте инвестициите од туризмот во оваа влада, значи хотелите се продаваат за да се затвораат, а хотелските работници се одат дома без работа. Значи, на оваа локација до овој момент нема ни хотел, ни смол, ни лакшари. Оваа парцела на брегот на Охридското езеро од речиси 16.000 метри квадратни, од прекрасна шума со брзите измени на деталниот туристички план и тоа со ознаката Б5 хотелски комплекси, се претвори во градежна парцела во која Министерството за транспорт и врски ја продаваше со почетна цена од 1 евро по квадрат. Една од најатрактивните локации во Македонија, дел од Националниот парк Галичица, беше прогласена за туристичка развојна зона, односно приватен хотелски бизнис беше прогласен дека е од јавен интерес. На јавна лицитација одржана во 2011 година, која стартуваше со почетна цена од 1 евро, земјиштето беше продадено на приватна фирма за 4010 денари по квадрат или околу 65 евра за метар квадрат. За споредба толку чини од прилике квадрат земја во населбата Пинтија крај Скопје или во општината Киселаво да се продава градежно земјиште со почетна цена од 70 евра, а во Љубаниште, например, квадрат достигнува и до 200-250 евра и повеќе, значи 2 до 3 пати повисока цена. Сега, за да биде целата оваа приказна поинтересна, приватната фирма што го купува земјиштето е Develop Group. Онаа иста фирма од бомбите на Заев, која се поврзува со повеќе големи градежни инвестиции во државата, секоја во вредност од неколку десетици милиони евра, односно за фирма блиска до владеачката структура. Колку за подсетување, Develop Group ДООЛ е основана во јануари 2006 година со градежна дејност. Една од трите компании што се јавуваат како основачи на фирмата е и International Development Group од Белизе. Оваа компанија е формирана во октомври 2003, а на истата адреса се наоѓа и првиот сопственик на македонската компанија Ексико, уште една офшор фирма позната од прислушкуваните разговори. Значи, оваа фирма, блиска и поврзана со своите бизнес интереси со власта, го купи атрактивното земјиште по багателна цена и повеќе од 10 месеци не гради ништо. Во изминативе неколку години беа продадени градежни парцели за изградба на нови хотелски комплекси, но фактичката состојба на терен покажува дека ниту еден поголем или позначаен објект за оваа намена досега не е реализиран во Охрид. Фирмата Develop Group е собственик на земјиштето, а всушност нема никаква облигаторна, значи обврска да го изгради хотелот, што всушност е единствената причина и зошто е земјиштето дадено по така багателна цена.
Моето прашање е зошто не започнува изградбата на помпезно најуваниот луксузен хотел и дали воопшто некој има намера на тоа земјиште да гради хотел или приватни апартмани за продажба. Второто прашање е исто така до вас, господине Груевски, се работи за нацрт извештајот за стратешката оценка врз животната средина за урбанистичко-планска документација, кој е објавен на веб страницата на Министерството за транспорт и врски, а се однесува на новата туристичко-развојна зона во Охрид, односно хотелски капацитет кој треба да биде граден во рамки на таа нова туристичка зона на потегот кај градиште на брегот на Охридското езеро. Ваквата најава ги изненади жителите од Пештани, кои со години водат спор со државата за враќање на нивните имоти во градиште, кои се наоѓаат токму на местото каде што е предвидено да се формира оваа нова туристичка зона. Значи, во нацрт извештајот во Министерството никаде не е споменат главниот проблем, а тоа е сопственоста на земјиштето. Имено, тоа е најголемиот проблем за враќање на одземените имоти со законот за денационализација во автокампот Градиште, предмети кои се поднесени од 2000 година или поточно кажано се постари од 15 години. Сопственици на имоти во вкупна површина од 15.000 метри квадратни, односно 15 хектари на 36 семејства. Скоро половина од жителите на село Пештани се засегнати со овој проблем, а должност ми е да ве подсетам дека на средбата со вас како премиер на Република Македонија при доаѓањето во автокампот Градиште, во текот на изградбата на наколното живеалиште, токму на паркинг просторот имавте средба директно со 40 баратели на одземените имоти. На 26.4.2008 година беа присутни и министерот за финансии Зоран Ставрески и државниот секретар за финансии и така натаму, кога ви го презентираа нивниот проблем. И после, од кога ги слушавте, им рековте дека тука не гледате никаков проблем околу враќањето на нивните имоти, дека нема тука никаков државен интерес и дека ќе исправите неправдата направена од поранешниот режим пред повеќе од 50 години, односно дека имотите ќе им бидат вратени. На 21. август 2010 година повтор пат имавте средба на истиот паркинг простор, каде што повеќе од 50 баратели ви го повторија проблемот, меѓутоа и тогаш имате дека нивниот барање ќе биде решено позитивно. За жал, од тоа ваше ветување нема ништо и сега гледаме дека повторно заради приватни интереси и приватен бизнес, нивните имоти кои се предмет на денационализација по судови на прв степен, втор степен, управен и така натаму, сега се дел од некаков хотелски комплекс кој е нацртан во стратегијата за развој на оваа нова туристичка сезона. Прашањето е дали конечно ќе се реши овој долгогодишен проблем со собствениците на имотите во Градиште, без да им се узурпира нивниот имот, нивната дедојна, викаат охригани, за приватни интереси. И третото прашање е поврзано со седницата на анкетната комисија која имавме пред известно време, и таму ве прашав, меѓутоа и сега сакам да ве прашам, од истите причини за кои колегата Ковачевски зборуваше, за кинеските провизии од фирмата Синохидро. Значи, ние чувме дека во разговорот со тогашниот министер за транспорт и врски не ни знаевте дали се работи за релативна вредност или абсолютна вредност. Дали е за 25 милиони евра провизија за двата автопати или за 25% провизија. Па се сеќавам, се прашувавте да не е тоа многу. Ама министерот ви рече не, тие се научени на толку, јасна е работата, што значи пред 9 месеци, од кога излегоа бомбите во врска со кинеските провизии, кинеската компанија Синохидро прво ги коригира сумите. Првобитната сума за автопатите на нивниот веб-сайт изнесуваше 206 милиони евра, беше коригирана на 373 милиони евра, а потоа сајтот беше избришен како да не постои. Значи, истото прашање, дали огромните провизии за автопатиштата во изведба на кинеската фирма Синохидро всушност донесоа до толкаво енормно наголемување на цена на чинење на автопатите по 1 километар автопат. Ви благодарам.